Стандардно време за вашите нестандардни анализи, коментари, изјави и критики. Се обидувам да направам едно провокативно прашање или провокативен суд, а се е врзано за овој збир на информации дали Иванов може да ги аболицира, да ги амнестира дел од осудените за 27. април, кога тоа ќе го направи, зашто мандатот му завршува на почетокот од мај. Јас на оден начин бев и циничен во претходните наши јавувања, реков дека дали го чека 27. април за да донесе одлука за можно помилување на осудените за оној државен, своевиден или институционален пуч во собранието. Како што е познато, судот го заврши тој долг процес на ефикасен начин, со изрекување на високи казни и тоа предизвикува реакција и на прилично јасниот и кревок политички терен. Мојата тема, која е само провокација, не ја взимајте како став, а тоа е Иванов пред аболиција или пред полиција. Дури и да е на еден начин некаков обид за Рима, може да има и асоциација. Подготвен сум да и мислам и моите колеги од режија да ги примеме вашите први искажувања. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Гледач од Битола. Повелете. Ништо не е чудно, ништо не е сигурно во председателот Ѓорѓе Иванов. Се може да се случи. Затоа што 27. април и нема му тежи на леѓето. И затоа, кој што рече Вилна Рудовска, изследничката, дека и тој може да биде обвинет. Тој ќе ги помилува сега овие осудените. Меѓутоа, кој ќе го помилува него после 12. мај, може да биде и тој приведен и да одговара. Груевски се спаси, ама тој кој ќе го спасува после него. Затоа, ништо не е чудно да постапи така Иванов. Фала, многу и пријатно. Благодарам многу. Добро вечер. Не водам диалог, затоа што мислам дека вам треба да ви го препуштам времето. Добро вечер. Добро вечер, господине Чоморски. Повелете. Нели како е мило кој интелигенцијава малу ни се враќа? Предходно што ги имавте гостите за Алшар и Зова, интелигенција, буџе, господа, бисери. Ме разбирате? Да, знаат што потенцијал има Македонија, да. Да. И исто и да не спорим, и на македонската. Сега интелигенцијата се појавува. До сега, господине Чомовски, деликвенти у гости не беа. А дали Иванов може да аболицира? Види, криминалци не. Не може да аболицира криминалци. А некој што влегол, поема немал кај влегол, може да ги аболицира. Некој што се напатирал, што не покрал, че не може да ги аболицира. Ти благодарам многу. Благодарам и вам. Добро вечер за следниот гледач. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па види, таман се израдва дека че зборуваме за екологија, бидејќи ги гледав гостите, вие се префрлисте на друга тема. Ја ви тврдам дека да останевме на екологија, Пола Валандово и Пола Гевгелија ќе се јавеше и ќе останевме на рамништето на значајни ваши искажувања, но ќе го сведеме... Добро, да. Јас ќе се искажам овде накратко. Да, повелете. Али би сакал едно горе, бидејќи јас се јавувам од Охрид. Добро. Ако сакате малочка за екологија, е на некоја реченица. Денес мало прошетав до Андон Дуков. Може би, го знаете, сигурно. Како не го знам? Да. Тој е дел од крајбрежието на Охридското езеро према Србија. Едно време детско одмаралиште, повелете. Толку бев разочаран, иако го знаев таа гледка и пред години, тоа е катастрофа невидена колку ние не се грижиме, а Охридското езеро не е само наше богатство, него и светско богатство. И малку, можам јас и број да оставам, и било како, пошто јас имам и едно CD, аудио CD, во врска со целото крајбрежје на Охридското езеро,
па тоа можам и да ви го дам, ако се слушнеме, ако се видиме. Сакам да речам дека Охридското езеро како светско и наше богатство е во голема катастрофа, во голема негрижа, во големи узурпации, во големи криминали. А никој за тоа не зборува. И во контекст се можам број да оставам или како? Еве, одмah, веднаш ќе ви кажам, по завршувањето на овој разговор, до крајот на емисијата, оставете го телефонот во режија, ќе ми биде доставен. Јас неколку пати сум рекол, со некој од вас веќе сум контактирал, ќе исконтактирам и кога ќе се создадат условите, може да направиме поединечна дебата, ако сте подготвени да дојдете и во Скопје или да ви пратам камера во Охрид. Поверете, сега продолжам. Како ќе се договориме, а сега во врска со темава. Да. Ево, јас можам неприпреман и вака да се искажам едноставно, уопштено и во врска со ова и во врска со ова баш тема и со сите други теми, Македонија по сите правци ја губиме. Политички, стопански, социолошки, еколошки план. По се изгледа не ја заслужуваме. Не гледам честност, знаење. Се во Македонија некако е мамење. Можам да останам понатаму за да пренесам број. Не, а готово си кажавте? Кажав, тоа е. Добро, ви благодарам, оставите ми го телефонот, ви благодарам што бевте љубезни. Добро вечер. Добро, тоа е Охрид. Ајде видиме друг. Добро вечер. Иванов пред аболиција или пред полиција, без оглед што некој од вас очекува дека ќе разговараме за иловица и за еколошките стравувања, јас мислам дека е ова дневна тема и прилично широка и со прилично неизвестни последици и со одлуката и со значењето што го придаваме околу можниот подпис на Иванов и на последиците дури и за него на крајот од мандатот. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Повелете, добро вечер. До кога се овие теми полиција, аболиција? Дали има нешто друго во оваа држава да се живи од овие теми на сите телевизии, не само кај вас? Од сабале човек кој ќе стане, дур си легне навечер, не знае што да прави од политика. Јас се согласувам со вас, но да ви кажам, замислете сега да ви поставев тема или рано сабајле, дали цената на раноградинарските култури во Македонија, а инаку Македонија важи нели за оранжериска и така натаму, можеме да издржиме со 3 евра патлиџан, наспроти, например, патлиџанот во Германија е 1,5 евро. Мислите дека тоа би била поатрактивна тема? Не мислам на тоа, него сакав да ви кажам со една работа. Толку сме заморени од оваа политика, дури и 3 евра ни е ефтино према политика, што слушаме секој ден за председателски избори, за ова, за она. Абе, кој гледа животот, никој не го гледа, кој ќе биде од председател. Бе, имаш сливче, гласуваш за кого сакаш. Што е важно, кој што рекол, кој што направил. Секој треба да се води по своју. Ја бар така размислувам. Значи, години, 15 години сум овде, повратник од странство, 60 години имам, 15 години само политика, само ова и оне. Оставите политиката на политичарите, бар така јас размислувам. Кога така би можело лесно да биде, ја веднаш би ја оставил моја професија, ама не се дава. Не ме разбрате, не барам јас од вас. Вашата професија е супер. Јас ве пратам вас и кога бевте во Телма и сега вамо кога сте, вие сте, мислам, за мене. Можда сме врсници, можда сме тука негде во ред. Али ова е стварно претерано. Кој год во Македонија не постои ни еден канал да го отвориш, национална телевизија, приватна, државна, освен политика. Све со теми, да се оговара, да се... Па за ние не заслужуваме малку наука, малку
не знам како да ви објаснам со прости зборови човечки. Јас не сум некој образован човек, средниста сум работел и надвор 20 години и во Македонија и не знам. Само во оваа држава и околинава наша политиката е главна тема на сите телевизии. Еве сега, за да малку да ве разубедам, ако не сте ме гледали од почеток, погледате ги овие две книги. Алшар. Ова е на англиски издадено енциклопедиско издание од наши научни истражувачи, академици, Минералите во Македонија. Да. Овде беа гости, 20 универзитетски професори и ректорот, и морам да признам дека по подолго време сериозни подготовки ми треба за да научам терминологија и динамика на водење прашањето и си најдов кејф на душата што разговарам со луѓе кои се автори, авторитети и истражувачи. И второ, е уште еден изблик на искреност. Јас согласувам со вас, доста ни од политика. Денеска исто така, заради таа доста ни од политика, си дадов собствена одишка и си земам слобода да отидам и да се разговарам муабети и да си муабетам со еден нашинец, со граѓанец, Елис Кахриман, и ви препорачувам, ако дојдете во Скопје, да поминете покрај него, освен што ќе ги чистите и ќе ви ги светнат чевлите, тако сладок муабет може да направите и да ја видите Македонија во големо и во мало. Повелете, извинете за овој избрик на искреност. Јас сум од Скопје. Добро. Ја во Скопје живеам. Повелете. Во Скопје живеам. Да, повелете. Ја во Скопје живеам, викам. Добро, да, ама еве, одите, направите си муабет. Да, ворете. Јас Кенан го памтам. Кенан. Кенан е на стара... Чистење чевли пред Соколна куќа Скопје. На стара железничка е сега. Не е битно. Не, на нова железничка, да. Само колку поубаво се живееше во моментот кога луѓето се бавеа со општиот живот, како да го објаснам, не знам. Јас нити сум политичар, нити симпатизер сум, кажувам. Симпатизер сум на СДСМ од дедо-прадедо како комунисти, да речиме. Не биле ни комунисти, него ете. Јас сум од Дебрца по потекло. И имаме некој тамо, како да кажам, и комити, и партизани, ама повише партизаните ни влегле во душата на обичниот народ. И затоа викам, јас сум симпатизер на СДСМ, ама 91 година, прво гласање по самоставноста, јас сум направил трошак 1000 марки беа тогаш, да дојдам првите избори кои беа и гласав за Љупчо Ѓорѓевски за ВМРО. Да води Македонија напред, демек, во тој момент, во тоа време. И тоа е Македонија. Да, и доживеав најголемо разочарување кога Љупчо Ѓорѓевски победи, а не формираше влада. Ме разбирате? Добро. Ја тоа време го паметам. Ја го паметам, не сум вчера. Штом сте СДСМ со колено, не ве прашувам за одговор Иванов пред аболиција или пред полиција, бидејќи ми е препознатливо тоа. Иванов, не можам да речам ни го ценам, ни не го ценам, ама не се покажа. За мене, во моја гледна точка, не се покажа како татко на нацијата сега, како што вика татко, мајка, сестра или не знам што ќе дојде на крај на нацијата, ако ќе се изгласа некој. Татко на нацијата беше само Глигоров, а и сите нека зборуваат што сакаат понатака. Да. Ја би сакал да имаме мајка на нацијата како Меркел, например, вака колку за... Јас би сакал поише од вас, како Меркел, да. Добро, ви благодарам многу. Поштовани гледачи, имаме уште неколку минути. Јас знам дека очекувате... Ајде да видиме како ќе биде интересот. Прашањето ви е познато, мојата понуда е важечка. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Радмила на телефон од Скопје, од плошта Слобода, од центар. Добро. Денеска безпријатно изненадена, една мала промена, нели? Не знам, не гледам од титулот, плавите патики дали уште светкаат. Ви одговараат на одделото. Кај Елвис, нели? Да. Така да беше едно пријатно, нели, нормална работа да видам.
И така да, затоа не можам да видам дали ви се уште патиките доле. Не ми се, се држам до официјалниот стајлинг на кој инсистира газда Бојан Јовановски. Па у таква телевизија се, пошто го знам и Боки, и јасно ми и црвен килим и све то личи на Боки, да. Сега да ви кажа вака, друго исто, емисијава со Алшат кој беше прекрасна. Мислам, тоа ја одавно го знам и као забранита тема и све, а еве луѓе работа за некое богатство, за нешто заштитено, многу добро. Сега толку, а овој човеков со Кондури и Елвис, мене, пошто ја секој ден сум тука у центар и ова, па си купувам и врски и све, вие не си купивте врски. Купив, не сте го виделе крајот. Не го видов крајот, си извинувам. Сега, готово сега уште малце да оставам на другите и ова, пошто сите се више суди, аналитичари и што ја знам. Во врска со председателот Иванов. Дали пред аболиција или пред полиција. Утре валјда така нешто заден ден кој што слушнав на Телма. Јас сум човекот да даде аболиција, не пред полиција. Тоа е мое лично мислење. Председател, по домашно воспитување, ја прво знам дека кога е председател некој, треба некој да има почит. Не новинари да употребуваат кондуктер, фикус, ружни работи, ме разбирате. Таков ни е менталитетот. Јас сум за аболиција само за една работа. Кога аболицираше прв пат, сите беа против, мене така лично ми се чинеше дека човекот сака малце да ги смири овие наши у парламент партииве, сите паметниве, и не успеа контраефект. Тоа е моje мислење, се извинувам, ја не сум политичар, судија, граѓанин на оваа држава Република Македонија. И сега, ако можеше една аболиција влада Собраниево да направи, преполовена, се виде. Нека не викаат у чест на Европа и НАТО и тоа. Онда нека човекот ги аболицира и ова, пошто тоа беше некоја чудна местенка, нека ги аболицира и нив, пошто стварно се луѓе, имат фамилии и со такво оптеретување за терористи не случајно. Затоа моje мислење дека човекот чим толку го изоговара и све, барем нека ги спаси овие луѓе или па да им се смени другачие кој тепал правилна линија. Сум ја поддржува за физикали. Знаете што, да ви кажам, обично имате право, пред некакви значајни настани, пред свртници, се носат општи акти за помилување и така натаму, ама не ли ви изгледа нелогично да останат у затвор овие осудениве за кебапчињава наспроти овие што сакаат да не испржат? Знам, слушат и за кебапчињата, да не ја мешаме темата. Чисто нели овака. Добро, се согласувам. Или пред полиција. Ја рекол само чисто моje мислење. Добро, ви благодарам многу и многу почитувам. Да? Само едно сакам да кажам. Било кој да се избере за председател, било кој. Значи, стварно требаме ние ко менталитет малце да имаме почит. Какви функции имат што? Некој почит. Ова малски бе муабети, дебармалски, што ја знам, све тоа не уништуваат нас луѓето, а ние као не го сеќаме тоа. Па каков народ, таква политика, така ли ќе биде Чомовски? Добро, и благодарам, тоа ги доживам малце и као критика на моја адреса и во однос на провокацијата што е направи со ова Рима. Ви благодарам во секој случај. Не ни приметив, се извинувам, нема проблем. Добро, Веќе нош и поздрав, нека те јави. Ви благодарам многу, добро вечер за следниот гледач. Ало. Да, повелете. Добро вечер, срдечни поздрави од Битола, од емисијата и до сите гледачи на Студио 1. Иванов пред полиција или пред полиција? Чудни сме ние македонците некој народ. Додека србите, бугарите, грците и албанците се за Македонија, македонците се против Македонија. Бог да чува и да брани. Ова ми се бендисува, оваа констатација на едноставен начин. Да, добро, сега, понатаму сакам да речам да се биде македонец, тоа значи да си роден како таков, да се чувствуваш како таков и да работиш искрено како таков за доброто на македонскиот народ и држава. Затоа што, да се разбереме, македонец преку ноќ се постанува. Значи, свесно и подсвесно треба да бидиш македонец. На ова држава и треба железна рака, и треба стабилна
цврста, одлучна гарнитура на луѓе кои ќе водат државата во перспективата. Затоа што, колку што знам јас, пошто сум 68 годишен, сум поминал многу, и оно што сум го видел од референдумот на осамостојувањето како независна, суверена демократска држава која не признаја 143 други држави од светот, не видовме ништо арно, осим како да речам, пратеници, премиери и така натаму, сите кои действуваа во играта на политиката како некои кловнови од циркус. И сето тоа, за жал, на штета на граѓаните што тие ги поставиле на тие функции. Мене ми се чини дека најголемото зло за нашата мила татковина, за нашата држава Македонија, се самите играчи од овие два тима, СДСМ и ВМРО. Тие се главните, значи најголемото зло. На ова држава дефинитивно им треба трета опција. Ние имаме диаманти. Јас не сум ќе определен, ја ве искрено ви кажувам, не ми се допаѓа ни едните ни другите, меѓутоа сум македонец и за Македонија би се борел. Сакам да ви кажам дека еве некој си игра мајтап дека ете не била фотогенична госпожата професорка Гордана Силјановска Давкова. Па луѓе, па не избираме ние мис на Македонија. Или па мистер ќе го избираме Пендаровски. На ова држава и чудна работа никој досега, па еве ниту сега во оваа трка за претседатели, не се истакнало на главно прашање безбедноста на нашата држава. Значи никој не ставил да рече што ќе направи за безбедност на државата или за целосна ренесанса во економијата. Целокупната индустрија е толку лоша што навистина немаме ние средна класа. Све е на питачки стап донесено. Добро, ви благодарам многу. Сега, да, поверете. Што ова само сакам да кажам. Да. Зошто сега, како ми дозволите, зошто сега господинот Иванов да бил пред полиција? Па што направил тој да биде пред полиција? Полицаец во униформа, гори човек, го усмрти, го запале, добива испод 18 години, па овие никој не запалија да добива по 18 години. Ви благодарам за отступениот простор. Ние сите сме македонци, ние сите треба да се почитуваме, взаимно почитување на саем левел. Како што вела србите, само србе спашава слога. Така и кај нас треба да биде. Ви благодарам многу. Пријатна ноќ за битолчани или добро вечер ако уште некој има за јавување. Еве за предпоследниот гледач уште едно добро вечер и минути за него. Добро, си го слушам ехото на мојот глас во телевизорот. Добро вечер, господин. Добро вечер. Поверете. Поверете. Ете вака да кажеме ние некој збор. Ајде. Како граѓани на ова држава, наша општество. Тема сте поставиле која стварно е за почет. А зашто па не полиција? Зар не сме сите еднакви пред правдата, господине Чо? Ако ние бевме А1, а сега сме еден ТВ, а зашто да не гони закона и нас? Значи, би рекол,
кој како заслужи. И слушам големи жалопојки, со кои не се слагам. Значи, ги аболицирале некого, се пружил некој рука за помирување и сега дајте и овие. Па нели ни наликува на никакво незаконодавно општество или држава, ако така работиме. Утре ќе ни се појава други 27 кои ќе сака да си влезе и да тепаат убила во парламентот. И тога или ќе аболицираме и опростуваме. Нашето општество не е дадено вака да го поштуваме и да го живееме. Ја би рекол, ако сме македонци, ако еднакво треба да размислуваме, како што вика еден господин, двете партии, ма трета треба и што ти ја знам. И четврта и петта уште полошо. Но кога македонскиот народ не размислува што е подобро, кога треба да се направи подоброто од полошото, да се одбери тоест, онда што да правиме? Судено ни е така да размислуваме за кожната фотелја и државата да не си е цени. Би рекол, кога е најтешко, тога е правилното да го поставиме. Ако треба, ако грешиме, ако не поштуваме закон и држава, значи полицијата е за тоа поставена. А зашто пак ќе се навратам? Аболиција од председателот. Суд имаме ние. Судот кажува дали треба или не треба. Колку и зошто. Председателот, ако е председател, да си ги поштува неговите ингеренции кои му се дадени. Добро, ама да расчистиме една работа. Судот пресудува, но и шефот на државата има уставни овластувања да преземе вакви чекори. Се разбира на начин на кој е тоа допуштено според законот и уставот. Да, повелете. Ама законот и уставот, но во овој момент, ние колку слушаме и гледаме од медиумите, ја слушаме господјата министерка, каде ни чита или цитира, каде што законот сега не подлежи, како да кажам, во рацете на господинот председател. Или ние гледавме кога уставот колку го поштуваше господинот председател, каде што вика на едно гласање има право да одбие, но на второто нема никакво право, само има право да подпише. Толку се неговите ингеренции. И на третото потоа ги подпишува. Добро, ви благодарам многу, добро вечер за догледање. 22:40, да, повелете. Добро вечер. Повелете. Ме интересира господинот Иванов кога ќе ги аболицира. Во кој службен вестник ќе ги објави тие аболиции? На Република Македонија или на Северна Република Македонија? Толку закони не подпиша со социјала, со не знам кој, а сега за аболиција, за тие неговите омилени пајташи кои што влегоа да убиваат луѓе во собрание, значи може веројатно и под Република Северна Македонија да ги подпише. Така ли треба да биде? Дали е тоа нормално да кажам? За човек кој што е доктор на правни науки, одби се живо да подпише тоа што зависи животот на цела Македонија, не само на некој си што не знам што барале во собрание. Само да кажам дека мојот син како службеник на собрание можеше да настрада од пушките кои што ги донесоа пред собрание тамо. И ја треба да ги правдам сите тие што не знам за кои цели влегле тамо. Не знам. Еве нека одговорат сите тие што го бранат и што викаат браво Иванов дека е он председател, не знам каков безгрешен, нека одговорат во кој службен вестник ќе ги објави тие аболиции. Добро, Можда грешам, одговорите ми вие, пошто еве сте стар, мислам стар, не по години, него такво новинар кој што... Не се секирате, мене не ми е критика и мана тоа што сум стар. Добро, сите сме стари, затоа и слушаме ова, иначе... Се обидувам од возраста да направам...
не ги интересира можда ова или едноставно шетаат децата такво, нема да слушаат кои какви глупости, меѓутоа ова стварно ми е јасно. Еве сите овие денови се зборува за таа негова така наречена аболиција, меѓутоа тој закон треба нели да се објави во службен весник. И ниједен не ми одговори од сите ваши тие така наречени правници што се јавуваат, не ми одговори. Чекате, само еден момент да се разбереме. Тоа не е закон. Он носи одлука, но и таа одлука базира на закон и таа одлука треба да биде подпишана од Ѓорги Иванов, председател на Република Северна и објавена председател на Република Северна Македонија, бидејќи на таа република и со такво име е председател, треба да биде објавена во службен весник, тоа е точно. Па уреду е, нели? Но треба да биде објавена во службен весник откако ќе помине низ другата дополнителна процедура да се види дали е законски и така натаму. Но во секој случај го респектирам вашето мислење. Добро вечер за последниот гледач. Пријатно. И мислам дека да не се умараме пред добриот ноќен сон. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Зашто не поставите прашање за сегашниот премиер дали требаше да биде аболициран или не? Се согласувам. И што е најважно, ја мислам дека со тек на време тоа прашање на Заев веројатно ќе му биде поставено. Да. Еве затоа што секоја одлука која може да биде контраверзна, може да биде дури и на одлуките на суд, позитивни и негативни во една поширока конотација се подложни на реакција на јавноста. Како што и ова наша. Добро вечер, уште еднаш и поверете. Да. Поверете. Добро, ако тоа беше добар повод и добра провокација, и таа ја прифаќам. Еве, 22:47, да не ги затворам предвреме, 3-4 минути зборувам. Ако има последен режија, вклучете го. Ако не, да им се заблагодарам на сите трпеливи гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Добро, намалете го гласот на телевизор. Да. Прво едно питање. Александар? Ја слушам. Ме интересира. На Алфа ТБ имам те слушано порано и многу граѓаните има слушано. Како ние ќе се викаме правилно, дали Северна или граѓани од Северо? Ти го имаш кажувано на оваа емисија. На Алфа. Кажи пред народот како ќе се викаме, дали Северна или граѓани од Северо само? Може да ни кажеш са праците? Не ве разбирам. Чекай. Не разбираш. Имаше емисија, оваа емисија беше ти на Алфа. И го кажу, ние ќе се повикат граѓаните од Северо. Лично имате само не на снимката е. Тоа колку е сега, точно не е важно. Не само граѓани од Северо, а сега викат Северна Македонија. Тоа е, а тамо како е подпишувано, тоа Бог знае. Тај учител очи како подпишувал, тоа се губе нацијата, се тотално ништо не постои македонско, се биде сета нација, не Север, само Македонија. Се прифаќа. Усмено кажуваме се постои. Второ за ово аболицијата. Аболицијата е по стари устав. Оште не е он смено уставо, не е легитимен. Знае се зашо. Прво и прво. Председател не го подпишал, Уставниот суд и трето, а Венецијанската комисија не е одобрена. И затоа во треба Ѓорги Иванов сите да ги аболицира. Овие луѓе се за одбрана на државата. Секој граѓанин што помина, секој може да улезе да ја брани химната и да се закони нелегитимно да насе албанска платформа да се гласа. Тоа нека му е јасно. Никој не е улегол. 80 дена се штрекуваше, протестираше, немаше причина да се улезе во собрание. Второ, тие луѓе, тие брати, беа оставени од страна си стоја граѓаните. Ме слушате, ништо не се учесници у ова, да речеме,
збрка. А кој пукаше со пиштол, тај е прав. Кој пукаше у собранието? 2 пати пукаше застрашувачки. Тоа е. Семејството треба сите што се биле у собрание се треба да се ослободат, прибедејќи се жртва на ова само на партиски, не на да речеме некој кривично дело. Едно кривично, на кого му продадете еден камен, дали оружје, дали ноши нешто, на никој ништо. И во се монтажно, дај ќе ги судиме, ќе ги затвараме, ќе ги заплашуваме и каква е правна држава. Знаете што, кога ве слушам, имам впечатление како да не сте гледале снимките или мислите дека се... Гледале сме ги снимките. Дека се режирани снимки. Смешно и незаконски, монтажни снимки ги само намонтирате и ги осудувате луѓето. Какви? А ови луѓе што масакар правија и ова Италија Джапери ослободена од Вејце. И ови од Смилково езеро. А 15. мај колку полицајци ги изгинаа? Колку полицајци пред жртви беа тамо кои ги тепаа со бетонски плочи и бетон плочки? Колку службени лица? Кам го тоа дело? Дека е? Каде е? Организаторите каде? Или не знаете... Тоа го прикривате, нели? 15. мај. Митинг беше државен удар. Добро. Без избори. И тие завршија во затвор. Тоа не важи. Како? Не важи. Тоа ви се дури 90% народ се разочарани од овие. Не владеена анархија. Владеене, ни судови не функционира, ништо не функционира. И сиромаштија бедотија и само НАТО пато ги вие амбасадите ги палиеве 99 година. НАТО пато имаше протести, а НАТО за НАТО. НАТО осиромашува државата. Сега не ни оде државата, не камо ли ке ни оде со од 200 милиона дук. Треба војска да се плаќа. Неспособни не водат. Неспособни луѓе, нелегитимни и речам ништо нема од нив нешто напредок. Само сиромаштија, сликање, трошење, пари, задолжување и пратеници, гласање и вие пратеници што гласаат. Срам и гати шо и гре има шо гласа за промена на име на државата. А не ќе бране слушателка, ќе обране нијниот син. Никој не го нападна сина. Зашто глас? Кој основ? Да глас, кој е? Држава да променува, име да променува. Така ли се работи? Запрово некој профит, личен интерес, още само го. То не е добро. Не е набро. Само промени треба и брзи избори и Гордана тоа ќе исправи се. Не е уставно ништо. Сепа, време ќе каже само. Така со живот нема. Меѓу мацинства мржа, меѓу мацинствата правите. Уставни јазици не увидува, службени јазици не увидува. Каде го? Дека постоje? У кое? Гласање. Па тоа беше пред Нова година за гласањето за платформата албанска. И гаранцијата е за млад човек, дека нема да договара. И продолжува договори. Кризи през кризи. Прибегалци и се. Ке ни донесе. Пријатно ви, не може да додам повеќе. Пријатно ви. А зошто сте вознемирени толку многу? Ето ми одговор. Поштувани гледачи, еве да оставам сите заедно да размислиме од последниот до првиот што се јавија. На крајот на киштата, знаете што, и релевантно е дали ќе го соопштите вашиот личен став. И ја не сакам да ве злоупотребувам и условно кажам да си ги полниме минутите со вашите анализи. На моменти сум подготвен да ги прифатам и вашите јадови. Зашто немојте да мислите дека јас не ги слушам и не ги гледам тие реакции, но предпочитам да почнеме да разговараме на еден така покултивиран начин. А тоа значи земете си тема, кажете си го ставот, да не бидеме како пред пиво продавница. Јас не ги навредувам тие што се јавуваат со своите ставови, туку за сите други кои мислат дека им е допуштено да зборуваат се што ќе им текне во тој момент. Тоа е допуштено за демократијата, но не е здраво за
општиот амбиент во Македонија. На крајот на краиштата, ако е тоа јат, еве да прифатам дека овој граѓански форум и еден телевизија се некаква платформа за оддишка. Но на овој век во кој се занимаваме со прашања кои имаат некои цивилизацијски кодови каде што се оди, не ми изгледа логично да разговараме за прашања кои не доведуваат во некакво балканско мочуриште повторно. Ви благодарам уште еднаш, без оглед на овој мој обид да воспоставам некакви правила за комуникација, не морате ни да ги прифатите. И натаму сте добродојдени, добро слушани во секое мое навраќање во рамките на граѓанскиот форум. Поштовани гледачи, ви благодарам уште еднаш. Тоа беше се од отвореното студио и од мене Александар Чомовски. Со Александар Петревски ќе ги чуете и видите прегледот на последните вести во Македонија и светот. Пријатно вечер.